А ако ти кажа дека си лош во кревет или дека си лош директор? Па ако си лош и во двата случаи ќе те сменат, така да не ти се испаѓа да си лош. Тоа е, така е. А полошо е да ви кажат ако сте лош директор. Заради тоа што ако сте лош директор ќе унесреќите повеќе индивидуи и повеќе семејства. Ако сте лош во секс може да се поправите наредниот пат. Овозможено од Меркур Македонија. Триглав осигурување живот. Само нека прозвучи нешто конкретно. Добре ми дојдовте. Ве поздравувам од Хотел Лимак. Ова е нешто конкретно. А денешната тема е всушност прашањето дали на мажите им е полесно. Го поставувам ова прашање заради тоа што целиме кон еднаквост, па нам жените многу ќе ни биде полесно доколку ги разоткриеме мажите, ама научиме и финти со кои што на нив им е полесно. Емисијава нема да биде за да ги разоткриеме, туку полесно да ги разбереме мажите и плюс да добиеме совет. Како може маж кој што има просечен изглед и има голем стомак да има самодоверба како Џорџ Клуни? Разбирливо во емисијава ќе имам само мажи. Од мојот драг колега ќе побарам одговор на прашањето. Дали мажите водители се телевизиски подолготрајни, многу помалку се критикувани и порелаксирани? Марко Новевски. Дека фризурата и те како е важна и кај мажите, доказ е нашиот гостин, чии суканици беа жртва за професијата. Адвокат Јанаки Митровски. Дека мажите бараат помош од горниот, доказ ни е следниот гостин, кој вели се крстам пред да излезам на сцена. Се прекрстили пред емисијава, ќе ни каже Едмон Сотир, актер. Го знаете по повеќе улоги, музичар, политичар и професор, ама мислам дека најгорд е на улогата дедо на Михаела, Јове Кекеновски. Ајде на почеток да кренете десна рака, може ли? Да видам. Така се колнат во суд со десна рака? Не се Држи колнат. десна рака. Ајде. Држи десна рака. Знаете зашто ми е ова? За да видам дали имате бурм. А така. Ја реков нешто друго да не проверуваш. Каде ми се бурмите? Само јас сум со бурма? Опа, срцга. Каде ви се бурмите? Немам ја бурма уопште. Зошто? Затоа што не знам, немаме бурми. Добро. Сигурно сметало при свирење на армоника. Не ми сметаше, меѓутоа, бидејќи сум одамна женет, одамна ја имав бурмата, меѓутоа како поминаа годините, односно веќе првите години ради нели удобниот живот, малку се поправив и почна да ми смета веќе. Добро. Тебе едном кај? Ја дадов на жена ми да ми ја чува, викам да не ја изгубам негде. Добро. Знаете зашто го поставив ова прашање? Затоа што викаат дека мажите кои што имаат бурми, генерално имаат повисока цена и многу подобар углед во општеството. Дефинитивно е така. Дефинитивно е заблуда. Ја сруши самодовербата на самиот старт. Добро. Обратно е кај Дефинитивно жените, заблуда. викаат дека жените кои што имаат бурми, генерално им паѓала цената и така. Не знам што да кажам. Не важи тоа? Ќе видиме. Не смеам многу да зборам сега. Бурмата тежи за некои муабети. Океј. Ја, например, пошто ја вадам често на представи, на проби, не можам, на вежбање, сигурно ќе ја изгубив негде ако не ја тргнев. Така, оправдај си се, добро. Ако се признава тука, нема проблем. Сакаш ништо да додадеш? Реплика? Или приговор? Како се вика тоа? Ништо? Добро. Пошто немаш бурма. Пошто немаш бурма, значи си Ајде, момци, да тргнеме. Значи, реков дека ќе ви поставам прашања кои што нас жените не мачат, а првото прашање е околу изгледот. Знаете дека ние можеме да паднеме и во несвес ако случајно са бајле станеме и се погледнеме во огледало и не се чувствуваме добро. Кога са бајле ќе станете и ќе се погледнете во огледало. Ајде, Едмонд, што си викаш? Така се гледаш во огледало. Се гледам во огледало, се навикнав се, викам. Тоа е што е. Добро, ајде, Јове. Па нема ништо посебно. Гледам да нема некоја брчка повеќе или помалку, меѓутоа мислам дека за сега се уште не се појавуваат со такво темпо. Добро е. Ајде. Што си велам кога Да, се кога ќе се каков представи. лепотан. Тоа Добро. Ја зашто
Ништо не се викав, жена ми напиша мантра утринска, сериозно ми седи сега на огледало и кога ќе се видам, тоа ми паѓа прво вака. Што пишува? Се сакаш, се почитуваш и нема да дозволиш никој да те изнервира. Вау! Не пали, секогаш, ама убаво е да го прочиташ од завајле. Добро. Ако можеш да гледаш. Да, ако можеш да гледаш тоа. Иначе, во принцип, ништо не си викам. Ништо. Ништо, Убав косата си си ја си. местам и толку ми. Задоволен си од изгледа, така? Фала ти. Добро. А некогаш, еве како ние жените, например, рече Јове дека гледа да не му се појавува некоја брчка, нешто да си погледнете, па да речете подочњаци има. Подочњаци, Па имам треба некој ботокс да се постојано. направи, нешто не? Боже, сачувај, не, адвокат без подочњаци во принцип не сум сретнал во основа, а не сум присталица на ботоксирање, правење ли жавчиња од себе и не знам. Жавчиња. Така ми изгледат. Природни ми се моите, да. Тоа утринско гледање во гледало, кај мене може и да го одминам. Со новата фризура, топсим секогаш, знам како изгледа. Дали ќе се видам Почешма главата. Исто ми е, да. Добро. Тука генерално имав и едно прашање дали го користите шампонот и за тело? Веројатно да, а? Јас не знам кој шампон го користам. Што ќе најдам, дали од жена ми, дали од децата ми. јас. Можда е Исто, млеко за исто, тело, исто. исто, ќе се измени излегу. Фаќам, пишува во. Значи вистина е тоа дека усистина. Имам, да, имам едно мое што е 3 во 1, нели тоа? Коса, лице и тело. И огледало. Ама тоа кога ќе ми се потроши, фаќам било што, понекогаш и она кондишенери, со такво си ја бањато дека не гледам што Тоа е кафе, Марко. Па, Ја гел имам дека, само. дека само лизга, не се пенвиша, Добро. викам, опа, чекај, мач. Да прашам Јас се, само- мачкаат ли мажите со млеко за тело? Немам потреба. До сега не сум. Зошто Од да сега нема немам потреба? Зошто да нема потреба? Па немам потреба, навистина сметам Природна дека редовно државам хигиена, добро затегната е кожата, стално добро мирисам, така да. Ние сега испања, ние жените нити сме затегнати, нити добро мирисаме, Нити се затоа бањате. користиме млеко за тело. Од кај тоа? За колку време сте подготвени да излезете? Мислам, нас жените ни треба едно саат, саат и пол. За колку време се спреми да дојдеш во емисија? Помалку од 5 минути. За колку време се спреми? Многу брзо се спремам, бидејќи супругата ме спрема. Комплетно. Јас му е само да се облечам и да дојдам на време. Добро. За колку време се 5 спреми? до 10 минути. Одлично. Значи јас ја највише. Колку? 15 на минути зашто морав кошула да испеглам, ова джемперче. Па зашто да пеглаш до доздола? Не, Па не. ајде да требаше Сака- да стварно тука Не, требаше сакаше овој да каже дека само јаката горе ја испеглам, не? пеглам Дај да сум. видам. Сериозно, видам. Добро. Ја имам одлично Сакаш да се решение. пофали дека пегла. Ако не најдам пеглана кошула, облакам мајца и излегувам. Пак не се А, задржувам. добро, сега имало А пегла во принцип на ја кошула. така одма се спремам, стварно не е дека. Кога сме кај кошулите, може да прашам, обично свирачите, генерално, има кога се групи, носат се некои специфични кошули. Зошто го прават тоа? Кога е група некоја? Па е Да група, препознатлив стил или? Па не би рекол дека носат некои уникатни кошули, меѓутоа се обидуваат да бидат нели она да изгледаат еднакво, да имаат да речеме од Различни им стојат на си. па сигурно дека различно стојат, меѓутоа да изгледаат што е можно нели поунисоно да изгледаат и бидејќи се добива еден подобар визуелен впечаток и мислам дека тоа влијае на самата публика, односно на оние кои што ги Да ги забавуваат. запаметат полесно. Да, добро. Вие ви се случува да носите иста кошула два пати, оти ние жените ако се појавиме два пати во иста, не знам, во ист фустан, тоа за нас е драма. Ова неделаве носена само 3-4 пати. Немаме никаков проблем, можем 2-3 дена. да се Имаш случи. гостување сега на некои други емисии, да знам, да пратам. Не, дали- не, не. Не? Немам. Јове, се појавувате два пати во иста гардероба, не знам, да, например, на предавање во иста гардероба, па после навечер, Па па се не знам, случува, Па во бидејќи изден. немаме во изден. па во изден сигурно дека ретко Или кој ви е од мажите тешко? ретко кој од мажите се пресобликува повеќе пати во текот на денот. Чекај да слушам, како? Така, Ретко така, кој така. од мажите? Па се пресоблегуваат ретко бидејќи со многу обврски од Сабајле, ако излезете цел ден сте со обврски, Апсолутно. Апсолутно. тоа е реалноста, вие може Чекај, ние жените немаме обврски. Вие имате ма нас очигледно. проблем два пати да се пресоблечеме во изден. Многу е тоа. Освен ако не си на тренинг со кошула во теретана, не можам да одам, затоа се пресоблакам два пати. Да, мене гардеробата ми е тренерки за по дома и низ мало и кој излегувам, тоа што ќе го облечам, го терам до крајот на денот. Јанаки. Ајде да ми кажеш, дали некогаш си имал некаков судски спор кај што жената рекла, овој не се пресоблекува? Не знам, мириса по дома, па за тоа сакам да го откачам. Не, веројатно не, не сум имал или барем не ми било така презентирано. Да. Него што?
Меѓутоа и веројатно сум јас на линија со истите гости, у принцип не паметам кога сум се пресоблагал повеќе пати во текот на изден. Сум човек кој што сака убава облека, меѓутоа еве и како господинот од најлево си извинам бевте Едмонд. господинот Едмонд, така ако треба да Вие одам нешто слично сте ми облечени. да, ако треба да одам, па доста едноставно, нели, ако треба да одам на тренинг, сега би се пресоблекол после емисија и толку тоа би било Да тоа. не прашувам дали се туширате после тренинг, тоа е важно. Ако има топла вода. Да, ако не може и наредниот ден од сабај. Ке трпа домашни. После Не два можам од тренинга салата да нема. Леле, колку ви е полесно. Да, Па вие знаете ли што ќе се случи? Јас ако 2 пати се појавам во иста гардероба на емисија. Па тоа има да ме Ќе распрегнат укинат по турта. емисијата. Нежа, Ќе ми ја укинат емисијата. ја имам 5 кошули, 3 сакоа, 3 пара панталони, поише со тие кошули, а? вртам 2 сезони листа за 300. Среќен Сериозно, човек. комбинациите тие, така да. И ове, колку пара одела или сакоа? Да, имам доста одела. Колку? И генерално носам, па сигурно 10 одела имам. И многу разни кошули. За цел живот. За цела година. За цел живот. За цела година. Леле, мај ме лесно. 10 одела, па тоа не е ништо. Добро, Па не е вие сте ништо, среќни луѓе да знаете. Ајде да прашам сега од уводот. Како може маж кој што генерално просечно изгледа, има стомак, да има самодоверба како Џорџ Клуни? Од каде ви е тоа самодовербата? Многу ме интересира. Што викаш ти? Јас сум Џорџ Клуни. Не, јас сум подобар од Шо Џорџ не? Клуни, само различни околности. Различна географија. Да, тоа сам се каже. Инаку, не знам, валјда треба да се потрудиш, понекогаш глумиш самодоверба. И тоа глумиш ја самодоверба? носи самодоверба. Така дефинитивно. Добро, ајде, Јове. Па нема потреба да личам ниту на Џорџ Клуни, ниту и јас ми овеќе геновски таков сум каков што сум. Да, тоа Со ми се сите позитивности и допаѓа. со сите мани. Во принцип, мојата доверба доаѓа од моето знаење, од мојата коректност, од мојата совест, одговорност, така да си имам своји карактеристики по кои сум препознатлив, така да мислам тоа е тоа. Добро, одлично. Јанаки. Да. Ајде. Самодоверба е повеќе и карактерна особина, конкретно за мене тоа важи, така да не сметам дека мора да бидете Џорџ Клуни за да бидете самоуверен, меѓутоа и не се согласувам дека и надворешниот изглед не влијае, затоа што јас, например, во изминатиот период имав проблеми со килажа, не беа тоа проблеми, бев, да речеме, 20 и повеќе килограми 20 повеќе од сега, да. Така да секако дека и надворешниот изглед не е за занемарлив, меѓутоа мислам дека повеќе се А работи кој за ти рече да ослабиш сам на карактер на себе? самиот себе си реков во услови кога веќе не ме собираат кошулите, облеката. А, ти од економски причини. Да, веројатно да, бидејќи сум влав и од економски причини. Знаев. Добро. Марко? Што, за самодовербата? Па предпоставам ете, како што рече господин Кекеновски, ако знаеш кој си, што си, знаеш кој Ако што си ове цениш. кекеновски свет е полесно. Па не, ама ја мислам дека Па би требало. за еден човек да има самодоверба, треба да знае кај тера во живот. Мислам да е сигурен нели во себе. Да се сака себе си, ако се сака себе си, зашто нема самодоверба? Значи И ние да не ја жените, пренесе. Мислам и другите ќе го видат, тоа ќе го видат. значи ние жените повеќе да се сакаме себе си. Не мора Па да да, личиме. Не знам, Па, јас дефинитивно, знам, да. јас знам Изгледате како девојки кои што се Без крупни, самодоверба. а се сакат. Не сум Така? примирил жена некоја да се гледа не само недовербата. Оти многу шминка ставаме за тоа. Покриваме не само довербата. Одиме сега на друга тема. Завидливост. Викаат дека ние жените, жената на жена е волк, така викаат. Не знам дали е така и дека многу често жените една на друга си ставаат сопки. Не знам дали е така кај вас мажите, па ајде те прашам сега што е она што најчесто маж му завидува на маж. Од мене? Ајде, од тебе најблизу си ми. Па кај нас, во мојава професија, најчесто завидуваме на одреден успех на колегата, на одреден... некоја улога? Да, на одредена улога. Добро. Тоа, инаку, као човек, мислам дека мажите не се завидливи на друго. Па ја барем не му завидувам на Добро, никој имам ништо. после брзи прашања, ќе прашам и тоа да видам. Така? Добро. Така. Ајде, Јове? Па не, Што генерално, завидуваат? нели, homo homini lupus est, човекот на човек е волк, да. меѓутоа не правам разлика меѓу маж и жени. Тој што е завидлив човек е завидлив човек. Генерално јас не сум таков како човек, немам потреба од завидливост и мислам дека
најголем дел од оние што се во моето блиско окружување се исто така и А сте воспитани. почувствувале од некого завист? Па во одредени моменти Зашто сигурно да, и најчесто? ако се работи за завист, тога се работи генерално како што рече и претходниот соговорник во делот на успехот. Успех во кариерата, успех на некое друго поле и така. На што ви завидувале најчесто? На успехот, да речеме, на музички план? Па не успехот сум на- почувствувал лично, не сум почувствувал, меѓутоа имам слушано од другари кои што велат Што ви често кажат? пати. Лошо свири, не го фати ритамот или како ви кажат? Не можеле да решат лошо, бидејќи јас сум бил 3 пати второ во Југославија, 3 пати трет сум бил Имате врв, доказ. така да нема потреба. Ниту имале основа, ниту било што во животот. Добро, а да за кажам, политиката што ви рекле? Имало за некој политиката му да, почесто Што? пати. Што се? Обично знаете Многу како е, ви ова е кажат. лош, ова е лош политичар бидејќи е многу искрен и премногу директно ги кажува работите. Јас мислев обично Од тој кажуваат аспект. нели обично кога ќе се префрлат од една во друга професија, викаат што му требаше да влезе во политика, нека си свири или нека си остане Јас музичар, не се нели? префрлив од една во друга професија, значи мене музиката ми беше хоби, кој додека студирав професионално се бавев, нели, свирев на тој инструмент, со тоа што паралелно и студирав и магистрирав, подосна и докторирав, така да мене ми беше споредна професија. А тоа што постигнав врвни успеси во делот на музиката и остави поголема трага, бидејќи и ден денеска велат, еве го хармоникаш. Хармоникашот така и секогаш. Меѓутоа, тоа е за мене додадена или надградена вредност на една определена вредност. Така, другите се само политичари, вие секогаш може да се Меѓутоа враќате и таму други, каде меѓутоа и е. другото. Да, одлично. Господин адвокат. Има ли вистина дека другар никогаш нема да издаде другар, дури и кога ќе се скараат? Па и има и нема во однос на генералното прашање за кое што говореа моите претходни или соговорници. Работам професија која што е прво многу суетна и второ има многу завист. Па и сум го осетил и на Од жени или од мажи имаш поголеми од сите стопки? страни, затоа што кај нас во Македонија за жал, тоа како помлад не сум го разбирал, меѓутоа кај нас во Македонија успех не се простува. Работам професија која што за жал, иако се работи за високо образовани луѓе, многу се озборува, многу се оговара и сум слушнал за себе си. Мислам, веројатно тие луѓе знаат повеќе од што знам за самиот себе си и сум слушнал на Ти вистина. изненадуваш, Сум така. слушнал А ти на кого му завидуваш? неверојатни приказни. Имаш ли ти на некого што му завидуваш? Апсолутно не, затоа што не сум така воспитуван од мојата адвокатска канцеларија, која што, како самостоен адвокат, постои од 2019 година, имаат излезено 20 адвокати, на пат е третиот и да даде Господ до крајот на... Дај ни ти бројче до крајот од некој од Ќе колегите ви дадам. да прашаме дали си завидлив. До крајот, слободно, до крајот на мојата кариера се надевам дека ќе излезат барем 2 дузини адвокати од мојата канцеларија и да даде Господ да бидат и подобри адвокати од мене, али тешко. Добро, добро. Фали ме усто. Марко, ти имаш ли некој колега на кого му завидуваш? Колега, не колешка, не? Искрено не. Искрено не, затоа што нема. Кажи. Ајде. Не, сериозно немам. Не мора да е во Македонија, има ли некој ајде? Страшно, дали завидувам на работата што сум на моментот дека тука останав во Македонија, што не отидов некаде на страна за... Си осетил ли некогаш сопки во твојата бранша? Не. Искрено, не со сите колеги убаво сум функционирал, сум осетил завист од страна на луѓе, ама не преголем, поише за начинот на кој што јас си живеам, демек види го гајле мој, си тера по него. Си терам по мој, тоа ми е едноставно еден ми е животот. Сум се решил дека така ќе си терам и секој може така да живее, ама не го сваќа тоа. Луѓето и полесно е да завидуваат отколку да променат, нели? Нешто и да терат, ама како и да, ти викам, ја не сум со колеги убаво си живеам, сите сме тука, некаде сите заработуваме тоа што заработуваме, знаеме како е во оваа работа, тоа нема зашто да не сум осетил ни сопка искрено, ниту завист од некој од колеги. Нека си остане така. Да. Ајде сега на брзина вака. Што повеќе го погодува егото на еден маж? Значи јас ќе ви кажувам 2 опции и вие треба да ми одберете една. Океј, брзо и кратко, значи само одбирате опција. Значи што повеќе ќе ве погоди, вас или егото на мажите? Ако некој друг има поубава девојка или ако некој друг има поубава кола? Едмонд? Девојка. Девојка? Девојка. Едното ни другото нема побава девојка од мојата, коли не ме занимава. Леле, значи адвокатски одговор. Сакам 2 опции имаш. Поубава девојка или поубава кола? Одбивам да одговорам на тоа прашање со цел да не се излажам себе си на тебе, знам голема материјална штета или кривичен проблем. Добро. Марко, некој што има поубава девојка или поубав точак?
Не погоди со точак. Побав точак. Добро. Не може да има побава девојка. Значи, кога ќе бидете попогодени? Ако некој е побогат или ако некој е попаметен? Попаметен. 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 Добро. Кога ќе ви биде потешко? Ако некој знае да свири на гитара или ако некој добро пее? Да пее. Па да пее. Знаете да свирите на гитара? Па знам. Ја лошо пеам за тоа. Јас ќе си изберам трета опција да игра, затоа што сум многу голем антиталент за играње, а цел живот сакам да Леле, научам. значи, господине Сакам да адвокат, научам. беа понудени само две опции, значи да свири на гитара или да пее. Think outside the box. Ве замолувам да се држите до... Да пее нека биде. Добро, благодарам. Да пее, зашто на гитара знам да свиркам, оке ме. Добро. да пеам. Ајде. Значи, кога ќе ви биде покрива или така да бидете попогодени? Кога некој ќе се знае со председателот, значи да го има телефонскиот број да е на ти, или со премиерот? Со никој. Со ник. Чиви броеви ги имате? И на 20. Со никој. Добро. И на 20 ги имам броевите. А сега? Слушајте сега. Значи, на кого поише ќе му завидувате? Ако некој го има бројот на Цеца или на Карлеуш? На ниједна од двете. Зашто? Поима. Чекај, како беше на... На Цеца или на Карлеуша? Ама шо ако направи? Дека не слушам. Не, На кој? ќе ви Ако биде има покрива број, ако може. некој има број на Цеца или на Карлеуша? Најди некоја нормална да Кажете говори. на кого? Карлеуш. На Дженифер Лопес или на Не, бака. Бионсе? Ајде. На Бионсе. На Бионсе, У, добро. Бионсе дефинитивно. На Бионсе, а? Ајде. Бионсе од тој Бионсе, избор. добро. На Цеца или Карлеуша или ги имат и двата броја? Не ги имам, меѓутоа многу брзо можам да дојдам. До крајот на емисијава може? Добро, ќе провериме на крајот. Одлично, момци. Одиме сега на нешто што се нарекува поговорки и цитати. Ги имам овде во овој сат. Значи имаме и народни, имаме и некои од големи мислители и понови, така да слободно садот нека прошета, ќе прочитате и ќе видиме како вие ќе искоментирате. Ајде. Ајде, садот. Да земам? Да, земи слободно. Мене не ми разбира рака, Земи двете. Ајде. Не можеш и за мене да земеш? Не. Мораш да земеш. Нема, зашто ги отваравте? Требаше да чекавте на мој повзив. Извини. Леле, Ама, јас сум... Марко, среќниот добитник е... Кога жените би владееле со светот, би се укинале сите оружја освен јазикот. Дали е така? Абе, сите знаеме дека јазикот е еден од најмокните оружја, затоа знаат што да задржат жените, моля. Остети. Добро, ајде, повели. Не е важно што пие мажот, туку во кого гледа додека пие. Ако пие правилно, нема да гледа. Може да гледа. Жити се. Дај да видам како се пие правилно. Има ли вода во чашата да видам? Ајде. Ете таму имаш една камера да видам. Не. Ајде. Твоја беше поговорката да видам како пиеш. Како пие мажот правилно? нема. Не гледа ни жена, ни ништо. Бака прв. Добро. Ајде, Јове. Да, ова е една... Ама да ја прочитаме прво. Да, прочита прва. Ако сакаш нешто да биде кажано, прашај маж, а ако сакаш да биде направено, прашај жена. Ова е една мисла на челичната леди Маргарет Тачер. Да. Во делот на политиката, јас го знам така го имам читано. Ако сакаш некога да прашаш во политиката, прашај го мажот. А ако сака нешто да направи, тогаш жената прашајте ја. Така да сосема исправно, сосема на место. Добро. Значи Што повеќе треба? жени треба да имаме во политика. Ја така Па сватам. треба да имаме, да, треба да имаме и покрај нели За да ја оправиме државата. ако сакаме нешто да направиме, ако сакаме да продолжиме да имаме јалови седници како што имаме и сега во највисокиот законодавен дом, тогаш треба да продолжат. Епа да се повеќе. повлечете вие мажите за ние жените да дојдеме. Ако може. Знаете што, мене навистина ми смета дури и она одредба во законската регулатива за 1/3 жените да бидат. Зошто мора да биде ограничување? Дајте цела листа на жени, па ќе ги изгласаме сите ние. Така? Нема никаков проблем. Ама чекај, јас прашав За дали мене е тоа деградирачки, верувајте дека. Јас Зошто прашав мора дали- со сила да ставаме? А можеме 100% да ги ставиме, никој не ни брани, меѓутоа тоа е ради некој минимум, бидејќи немаме доволно Еве, култура ајде и да покренеме доволно иницијатива.
жени. Па има и женски партии, нека направат, нели? И нека направете се направат сами. една листа сериозна. Ама ова Тогаш значи... немате обврска да ставате мажи на секоја трето место. Ама јас сега прашањето го постави вака, дали може вие мажите да се повлечете од политиката за да дојдеме Апсолутно ние да. нежи? Апсолутно да. Добро. Да. Да видам. Јас лично, да. Добро, имаме еден минус, бројам. Добро, Едмон. Мажите се женат затоа што се уморни, а жените затоа што се љубопитни. Не знам. Кажувај. Не знам, јас се оженив затоа што сакав да се оженам. Од љубов. Не знам дали е точно. Не беше изморен? Не бев изморен, апсолутно. Не, не љубопитен. Воопшто. Видејќи реков, нели, зборуваме за жените, за на нас да ни е полесно, ќе побарам сега совети од вас мажите. Например, може да се и фиктивни ситуациите, меѓутоа генерално се случуваат. Да речеме дека вака, ако дечкото после 2 години одбива да ја побара за сопруга, а живеат заедно и се е како што треба, што би требало да направи девојката? Ајде, господине адвокат. Па Значи- зашто би ја побарал? Е, па живеат 2 години заедно, зашто Па не... имено, зашто би ја побарал? Се му идеално. Да, го се идеално, како што И после рече. колку години ја побара девојката за жена? Ние не живеевме заедно, тоа беше прво прашање што треба жена да направи, веројатно да го праша што му се плановите, а веројатно зависи од годините. Чекај, значи советот за жената во таква Да ситуација... го праша што му е план. Да го прашаш што му е план. Едмон, ти како би ја советувал? Се согласувам да го прашаш што му е... Ако целта на жената... Ако избега, Па тоа ќе разбере Тоа дека тоа му знае е дека планот. ќе ги дознае плановите одма. добро. Здраве, појасно. Ајде вака, Јове, ако на прв состанок дечкото вика, ајде да си ја поделиме сметката и вика на девојката, како да реагира девојката? Да го откачи или што да направи? Веднаш да го откачи, подитно. Подитно како. Таму влашката страна што вика? За власите не знам, меѓутоа јас сум секогаш бил кавалер, секогаш внимателен према дамите, така да и моите синови се во тој дух воспитани. Не Значи да си тоа платат. не да плати мажот. Да плати мажот, да плати. Ако има пари нормално, ако нема пари ќе си плати. Меѓутоа не би требало да остави генерално да Така, да го откачи. Јас сум атипичен во тој дел, во принцип не е важно дали машки или женски. Во принцип сакам Да плати честам девојката. во кафеани, во меани, во кафулиња, така да во тој дел немам никаков проблем. Добро, а што да направи оваа девојка? Да го откачи ако рече да Знаете ја се како под- не сакам девојки кои што никогаш не се фаќаат за новчаникот. Аха. Тоа ми пречи искрено, но некој кавалерски принцип дека барем на првиот дејт апсолутно дека мора машкото да плати тоа. Да. Ше не требаше, па знам другарки кои што не сакаат да им плаќаат сметки. Така. Искрено познавам девојки кои И на што прв не дејт. сакаат и на прв дејт и тоа го сваќаат како Навреда. навреда за не затоа што ја демек не можам да си платам самото. О, Јас топ. сакам тебе да те почаст. Да, јас за тоа викам супер. За така, нема Да, проблем. погрешно А иначе јас сум воспитан, да. Иначе јас сум воспитан така, јас секогаш ја погрешно да платам, ама воспитан. како што рече неки ќе сакам да частам. Добро. Бем чини сменија. Е, сега, едно многу важно прашање. Значи вака, ако го видиш дечкото на твојата другарка со друга, што треба да направи жената во таков случај? Еве, например, ја го гледам дечкото на мојата другарка, советувајте ме, дечки, што да направам? Си го барал. Ја? Кажете што да правам? Јазик за зубе. Да ќутам. Така вел. Да молчите, што треба да Гледај, Ќе направите нај- поголем проблем и на крај виновна Да се ќе прави. биде. Најдобро е да се чути. Најдобро е да се А он мене ако ме види? Не, најдобро е Ќе чути ли? човекот сам да си го Ќе открие молчи, својот ќе партнер каков е. Кога тогаш ќе го открие. Така Значи да нема- си ќутам, да Апсолутно. си Да, Да. апсолутно треба да ја кажете на другарката затоа што Да ја кажам. незиниот дечко вас по принцип не вие ништо, а ако вие навистина другарка секој да ја треба да ја Ама кажете. знаеш дека се случува другарката мене да ми се налути, да ми рече, он Да, нели мене да со другарци измисли си има после, случајно нели? тоа, да. Мене Тоа со што ти била другарци ми другарка. си има Не ми случајно. била Тоа да му другарка. кажам дека На имам крај ќе видено од испаднете девојката виновни, негова. зашто се Да, кажали меѓу време да му се јави да му Затоа е каже најпаметно вака така да Значи да си гризноти, ќутам, а? И тоа е. Да си ќутам. Добро. Па, не, ти си ја знаеш другарката, најубаво. Праче, за која другарка збориме, кажи ми. Ја ќе ја кажам. Таа плавата, ја знаеш, ти да ја кажеш. Ако се најдеш во таква ситуација, ќе ни се јавиш, ќе се консултираме. Живе ние ќе Да видам кажем. што ќе каже. Поротниците мои што ќе одговорат, така ли? Добро. А имам и адвокат тука да ме брани, нели? Да кажеш нема врска. Добро. Уште нешто, значи ние девојките, нели, обично сакаме, дури и кога е почеток на врската, да се зборуваме за тоа како ќе се викаат нашите деца. Добро. Е сега, после колку време е нормално да прашам или да праша некоја девојка
како ќе ни се викаат децата, после колку време од врската? Во периодов кога ќе забремени. Да, така не. Инаку како нема логика да паша. Never. Да, прето или... Сериозно така. Ајде по старо време како Па било не така знам, речено? одамна беше. Заборавив, меѓутоа се договаравме. Се договара, значи Вообичаено, колку време? нели, во минатото ги крстат. Па и денеска ги крстат првите деца на дедовците. Така? На дедовците. Јас тоа е лично не нешто сакав, ново. значи не сакав мојата внука да ја крстат по мене, меѓутоа бидејќи моите синови се сите на М, па и поранешната снага нели на М, па рекоа да ја крстат Ајде, внуката Михаела. Така, да. Значи после колку време, значи во врска сте да речеме и после колку време треба да Сега зависи прашате? колку е сериозна врската и тоа е муабет кој тоа е разговор кој што може да А ако те праша машкото и на прв женското да дејт, ги ако на пример, значи не на прв дејт, ајде втор, трет, и ако девојката рече: "Леле, сакам моите деца да личат на тебе и да се викаат вака и вака." Тоа Што би треба? било нормално да сака да личат на мене, а да ако има разговор за како треба да се викаат, тоаш веројатно би било на втор, трет дејт веќе црвен аларм и би рекол да разгледаме, па ќе се вратиме. Да разгледаме деца или што? Да разгледаме име? Не, као да разгледаме, ќе се Колку вратам. работите? Јас сум крстен по Доминако, тоа е влашко име, меѓутоа е модификација моето име, затоа што татко ми кога одел некај нели матично да ме пријави на име, си мислел дека е тоа постаринско име кое што можеби ќе ме зафркавале во школа и затоа го модификувал, односно и Јанаки исто така доста карактеристично влашко име, меѓутоа не знам, и Нако е доста убаво име, иако е постаро име, така да не мислам, моите две деца, ќерка ми Јана Лена, јас си го дадов името, а син ми Даријан пак ќерка ми го сакаше, имаше нека симпатија тогаш во градинка која што се викаше Даријан и така. Марко? Како ќе ја советуваш еве оваа девојка после колку време да му прави муабет на дечкото за деца, а да не го избрка? Чути, не збори уште некое време. Не знам, ја, па сериозно, не, на втор трет, да ти каже, сакам да личи на тебе, детето и овако сериозно ќе ми извади од памет, па не знам колку да ми се свиѓа таа девојка. Ама, еве со жена ми почнавме после, не знам, година дена во врска да правиме муабети и за брак, и за дечиња, и за вака, и за така, и тоа, да, па тоа сад ја да кажам, на 40 година. Така, не знам колку сум ја меродавен да го правам овој муабет. Со мене можда одмам би требало да го направи тој случај. Време ти е, децата ќе се викаат така и така и така и така. Влагај успална, време, тоа е тоа. Среден. И сега многу битно прашање за да го заокружам овој дел од разговорот, значи, ако дечкото ти се обрати со името на претходната девојка, треба ли да го откачиш или што треба да правиш? Едмонд. Треба да му дадеш време да те научи како се вика. Зависи. Јове? Да, се согласам потполно со одговорот на Колку време треба да му дадам? Па една година тоа. Најмалце. 6 месеци до година. 6 месеци до Така. година, да, 6 месеци до година. Мој другар имаше таков проблем, кој што имаше долга врска од, не знам, 3 години и погрешки се обрати на својата нова девојка по име, па тоа беше као, а иако беа многу тазе, така да јас се Како согласувам дека реагираше најмалку- девојката? Го откачи? Не беше срекна, не го откачи, другар ми е многу убав дечко, а меѓутоа 6 месеци до година јас би рекол дека е идеален, вака. Рогбија не се сложуваат. Значи, треба да ја се обраќа со злато, душа, со... Да, За да не утне, За да не го апсолутно. утне или да збара да, девојка така е. која што има исто име. Вистинскиот Ама маж ете, знае се како да се случува. обрати. Така, Марко? Само се пушта. Значи, што да прави? Да го откачи дечкото или да му даде шанса? Не, да му даде шанса, дефинитивно на секого може да му се случи, сериозно. Ама не дај Боже, не за да се деси. Тоа сакам да прашам. Во обратен случај, ако девојката вас ви се обрати со името на претходниот дечко, како се ќе случи. реагираш? Како ќе реагираш? Па ќе Ништо видам ќе на си сад. плаче, малце тоа. Чекај, како ќе реагираш? Ќе си земам време. Ти ќе си земеш време. Јове, ако ти се обрати со името на некој претходен дечко? Или... Навистина не знам. Не знам, не сум да Навистина го... не знам како би реагирал. Добро. Е, сопругата сме многу долго заедно, се надам ги забораваа сите прва. До сега не се случило, гај. Како се Марко, Не знам, не сакам да дозвам. Може така да застанеме. може така Се да дипломатски стане. одговор. Да. Сега е време да проверам во нешто, да ве проверам во нешто ваш мажите, затоа што викаат дека ние жените сме подобри во мултитаскинг, односно дека можеме да правиме повеќе работи во исто време. Значи, сакам да проверам дали е навистина така. Ајде да видам. Вака са носите. Ќе го измер мултитаскинг. Добро. Мултитаскинг имало таму сигурно кога сте свириле на... Па има и во тековнава работа има, Така? меѓутоа
пратиш Мултитаскингот не значи дека ја зголемувате продуктивноста, напротив може да влијае на квалитетот на работата, така да А се оправдувате сега. Уште па адвокатот вика така е. Значи ќе проверам. Мојата професија бар така. Значи остајте да проверам, може ли? Може да проверам? Може. Сега ќе проверам. Само нека прозвучи нешто конкретно. Имам вратоврска, имам едно списание, убави на здравје, да знаете. На крајот ќе ги добиете исписанијата, да си ги носите дома, да читате за убави на здравје. Сега, значи, имам вратоврска, имам едно списание. Значи, си имам себе си. Што е оно што ќе ви го кажам? Значи, еден од вас, или може двајцата, ќе видиме. Значи, додека врзуваш вратоврска, треба да читаш и да ме слушаш што ти кажувам јас да купиш од продавница. Од старт може да се откажеме, да кажеме дека не знаеме и толку. Не, ќе Не пробаме. бива. Прво Мене да прашам, моментот кој ми врзување на рече- вратоврска? Не знам збора? да врзам вратоврска. Меѓутоа можам да глумам врзување вратоврски да читам. И да глумам дека слушам. Добро. Не да глумиш. Значи сега не си во улогата на глумец. Значи гостин си. Јове, знаеш да врзуваш вратоврска? Ако не сум заборал. Да читаш. Па, важно тоа. И кога Мене читањето ме плаши. И кога сопругата ќе наброи што се да купиш. Така? Ајде да пробаме таму. Вие момци млади се откажавте први. Не. Ќе пробаме. Ајде. Повели? Зашто? Значи Видам дали вратоврската. сум- Значи еве на пример овој дел, чекај само да најдам што да прочитам. Ама гласно Ама читам гласно или... читаш и ме слушаш што зборувам јас да купиш. А после треба да повториш што сум ти Или уште кажала. нешто? И ручек да направам. Проблемот е што не догледам. Значи вржуваме вратоврска, читаш на глас и јас зборувам. 3, 4 и сега. Ајде. Добро Значи да купиш осветлување. млеко, јајца, Добро осветлување, Леп. план за кондоми, Слоевито кафе, осветлување, прашок, секоја сирење. светилка Стој. некако има Што ти функција. реков да купиш? Млеко, брашно, сирење. Толку не знам се да го Не. Добро. Со млеко само ќе се Половина. вратиш. Млеко и сирење ќе добијам. Добро. Ајде Едмон, тебе да видам што ќе добијам. Става Благодарам. јас. Од врзија башната, од врзија. Можеме? Да. Читаш на глас. 3, 4 и врзувај. Ајде. Прегледај се на време. Специјална понуда. Да купиш Ехо на леп, дојки, пенкало, мамографија чаши, 2D и прас, 3D, влошки и гинеколошки салфети. прегледи со пап, Едмон, што ХПВ. ти реков да ми купиш? Влошки само запамти. Па најбитното што? Фала ти многу. Добре, имам леп, имам сирење и влошки. И влошки. Ајде. Јанаки да За видам месецов си обезбеден. да видам на крајот дали ќе добијам све што треба. Може? Ајде, може. 3, 4 почни да читаш. Тренд, лице на богата девојка. Овој концепт првпат се појави во 2019 година, а Јајца, негов креатор леп, е позначен чаши, пластичен прас, хирург, моркови, јаболки. девојките Доста. повеќе Што ти реков да ми купиш? јајца, јагоди, Алергична сум на Кромит. јагоди. не, кондоми, влошки. Ги Кондоми собирам од од ове претходната побарав од тебе. Пробувам да погодам. Што да видиме дали. Ништо. Да ми мене уште На Марко, добро. Јајца да ги Јајца погоди само. имам, Јајца добро. погоди Значи добро. имам за сега леп, јајца, сирење, улошки. Добро. Ајде, може. Специфичниот начин на бојосување се врати во мода, а Кајли Дженер меѓу првите си го испроба овој тренд за коса. Доколку не сте знаеле, сканк фризурата подразбира живописно блокирање бои со две константни бои една Помпири, покрај кафе, друга. шампон, Овој тренд е одличен вода, затоа што млеко, можете да го јајца и персонализирате прашок. и да ги Марко, блокирате што треба боите. да ми купиш? Млеко, јајца, компир. Запамтив многу работи дека читав и најнаш ми избега. Одма во моментот кога ми рече Марче што купи, во реалноста се вратив како дома да сум и све заборав. Да. Добро. И Ама грицава ти е. сериозно секој одење во продавница е вака. Жена ми кажува, треба да купиш. Тоа, На SMS, на SMS и ти стои. И после идеме така, затоа што 14 пати ја прашувам до врата, што треба? На SMS, најубаво и си Не, стои. значи наравно учение од игрицава, момци, не сте мултитаскинг. Не сме за вакви работи мултитаскинг. Не сте, си Ајде признавате? Ајде да ве Не видиме сме, вас ама и женските Јове во како право има тоа што мултитаскинг. Јове не признава, не? Јове е во Па ја право сум рекол. дека мултитаскингот и не е секогаш добра работа. Така. Така ли?
Па бар Подобро мојата помалку, а професија не. поквалитетно, отколку повеќе неквалитетно. Да, затоа ние мажите потемелно ги завршуваме работите и кога мушко ќе заврши работа, завршена е. Нема 5 работи. Провокации. Вака. Значи, момци, знаете што требаше да направите? Да ми речете мене. Ај сега снеже Па ти реков, ама ти се правеше дека ти се треба 5 пати реков, ајде тебе да те видим, ајде тебе да те видим. А тебе друг ти кажува што да правиш, а? И тоа женско и кажува што да прави. Ви благодарам, значи наравно учение. Драги дами, по СМС праќате што се треба да ви купат вашите сопрузи. И полесно за да ви, биде полесно све ви е. Така. Оти како мене си останавте со млеко, јајци и улошки. Ништо. Абе доволно е за цел месец Сама. Сашо. Па тоа за ручек ќе имате, без па да ви ништо. кажам. А без ништо. Тоа за ручек ќе имате, па сега ќе видите. Што е полошо ако ви кажат на вас мажите, кога ќе се чувствувате поповредени? Ако ти кажат дека лошо возиш или дека лошо паркираш? Дека лошо паркирам, пошто лошо возам. И ако ми речат и лошо паркираше, тоа ме нервира. Јове? Па мислам дека добро возам, така да Ако ти не кажат можам да паркирам ни лошо, ни лошо да возам. како ќе се навредиш ако никој ти рече повеќе дека Па лошо? ако возам, ако треба да одберам, ако возам. Или кај тебе обратно, ако ти кажат лошо свириш или лошо збориш? Ни едно, ни друго. Све ти е добро. Добро, ајде. Ни лошо возам, ни лошо паркирам, но ако треба да бирам би било лошо возам, затоа што исклучително лошо возев кога бев млад и положив, односно да не речам Добро. кретенски возев кога бев млад. Добро е, се доста научи млад. више да ми одговараш. Добро е, до крај. Ќе го средиме, ајде, Марко. Мене двете би ме погодило. Било кој од тие две исто ќе ме боли да ми кажеш. Така? Да, Добро. сериозно. Добро. Што повеќе ќе ве погоди ако ви кажат дека си лош сопруг или дека си лош татко? Лош татко. Лош татко. Двете би ме погодиле, меѓутоа дефинитивно лош татко повеќе. Па, се уште не сум родител и не можам да кажам, ама мислам дека тоа би болело повеќе. Така, добро. Ако ти кажат дека си лош во кревет или дека си лош директор, не кажува иста личност. Ајде, лош. Па ако си лош и во двата случаи ќе те смена, така да не ти се испаѓа. Тоа е, така е. Па полошо е да ви кажат ако сте лош директор. Да ви објаснам зашто. Ајде, зашто? Заради тоа што ако сте лош директор ќе унесреќите повеќе индивидуи и повеќе семејства. Ако сте лош во секс, може да се поправите наредниот Така, пат. со многу вежбање. Јас мислев ќе каже дека го Имате смениме шанса за креветот, вежбање ама после добро. тоа. Ајде. Машкото его секогаш ќе каже нормално лош во кревет, во принцип и како човек кој што е работодавец, одамна сум прифатил и сватил дека не постои добар директор во смисла на тоа да предпоставениот секогаш и да е најдобар на свет ќе предизвикува одреден анимозитет кај вработените, ја тоа го перцепирам како нормално, а од друга страна и на тој што не сум добар директор, може и веднаш да не му бидам директор, а и ние работиме и доста специфична професија која што дозволува, например, сите мои дозволува да си мои лош во субординирани можат утре да бидат самостални адвокати, така да кај нас е тоа доста специфична Значи, што е професија. полошо да ти кажат тебе? Дека си? Дека сум лош Дека во си кревет, лош директор. нормално. Како? Не, првото. Па, ме замуавети Адвокатски ти извоза сега. Так, така, крај шовеша, чек. Полошо е да ти кажат дека Дека си лош во кревет сега. Добро. Марко? Што е полошо? Ајде, за да скратам. Па, мачкото его ќе преовлада во оваа ситуација. Не знам, директорски амбиции су нема по... Се едно ми е. А ова ќе ме погоди многу. Така. Бидејќи не е така. Да, зашто не е така и замисли се случи да ти го кажат. Гледајте го А знаеш дека ќе лаже. знае дека лаже. Знаеш дека лаже, а она ти збори Намажи, да води само- дека те лаже. Само намажи отворим го муаветот за креветов и види каква И дискусија дужината. се рази. И дужината, ама за демисијата. Момци, ви благодарам. Јас тука го затварам најголемиот дел од дискусијата. На крајот имаме само уште заклучоци, ама ќе ви се заблагодарам со тоа што ќе ви дадам подароци. Само нека прозвучи нешто конкретно. Значи, веќе сме на крајот. Драги гости, имате веќе подароци, значи нашите драги пријатели од Од кај се Меркур. појави? Да, се погрижија да имате подароци затоа што бевте прекрасни гости. Имате и витамини и минерали кои што ќе ги однесете дома, значи нашите драги пријатели Кенди. Значи, ќе проверите се, можете и да Видов ја отворите да видите што мултивитаминче, се магнезинче имате. се има, ја одам Е, ги сега пробам. тоа можете на вашите сопруги да однесете дома, а имам еден специјален подарок за внуката Михаела, да.
ова одачите, драги пријатели, од Меркур и уште нешто. Ова, значи за дедо. Ќе ја поздравите многу, затоа што знам дека таа улога Јас вие... подарокот за вас го оставив долу во полак и се симам се. Нема никаков проблем. Знам дека оваа Това е улога мојата ви е најомилена, книга нели? последна. Да, Благодарам помилете. многу. Јас да се оженев Јас- кога требаше, ќе исто Ке си имаше внука, а? Ама ништо. Така? Добро. Реков, значи тука имате и минерали, исто така и витамини, за да ви биде полесно, дека како што рековме. И уште нешто, ова е за вас, значи паста, специјална паста, која што прв пат доаѓа на македонскиот пазар, значи чисти се, да знаете. И прљава машта. Да, и тоа, да. Да. Нема, Да имате тоа чиста совест, ама за вас, не за вашите сопруги, да знаете. Сите ќе добиете. Не за мене, дефинитивно. Океј? Јас сум познат по дома дека јас сум тој што чисти. А нешто за валкање на машта? Никој не би победил. Нешто за валкање. Па ја побарав кондоми да ми купите, вие не ми купивте. Никој не го слуша тоа. Никој не го купи тоа. Ја го слушнав и реков еднаш. Добре, ама едноставно напред дека не ме слушате кога ти викам. Дали можеме сега на крајот, значи, да донесеме некаков заклучок, односно последниот совет кој што вие мажите ќе ни го дадете на нас жените. Како тоа ние да не бидеме толку напнати и како да бидеме по-кул и да ни биде многу полесно како на вас мажите. Ајде. Ценете се малку повеќе од мажите, бидејќи сте повредни. Збори Во ми секоја уште, збори ми смисла. уште. И така, ако почнете да се цените повеќе од нив, стварно и другите ќе ве ценат повеќе. Ти благодарам многу. Ајде. Па бидете по-компромисна, по-толерантна, поделете ги обврските што е можно повеќе. Па постојано надградувајте се со знаење на сите пониња, бидете посамоуверена и едноставно сакајте се повеќе. Благодарам многу. Ајде. Секоја жена и особено мајка е херој. Мислам на вистина ние на нас многу полесно со шегата на страна и многу полесно поминуваме во животот, да тргнеме од репродуктивна улога па натаму и особено на средина како Балканот, каде што е се уште патриархалното воспитување многу силно и од жената се очекува и да работи, и да го одржува домаќинството, и да ги гледа децата и така натаму. Така да не знам, би требало као апел од маживе да се вклучат, не од адвокатската фела, да се вклучат повеќе во домашниот живот. Тоа би бил мој апел до сите мажи. Значи, на жените да им биде полесно, мажи, вклучете се во домашните обврски. Значи, ти испрати апел до мажите. Да. Благодарам. Ајде, Марко. Леле, според мене за да ви биде полесно треба да научите да се релаксирате и опуштате. Ја тоа сум приметил дека ни една жена не знае едноставно да седни да блене во празно. Онака, Тоа е точно, да рече, тоа е точно. сега ќе седнам и ќе се опуштам. И кога ќе станам од тука ќе ми биде многу бољи, ќе ги сакам сите и ќе ме сакаат сите. Не знаете тоа да го Чекај, бе, направите. Марко, Ја тоа как- го правам многу. Како може вака? Ја ќе седнам да бленам Не, и сериозно гледам ви кажам, таму не знаете да една се опушти. точка кај телевизорот прашинка. Па Значи, тоа морам ви да станам да кажувам. извричам. Тоа ви кажам, глед, сериозно, не знаете да се опуштите и релаксирате, како цело време нешто да зависи од вас, сега мора да не е така. Значи, Не е така? Кога Добро. имате партнер, Значи, Марко, штом викаш така, јас сега ќе се Кажи. релаксирам, ќе Ете, забавувам од така. јавија емисијата, се опуштам. Ајде, од јавија емисијата. дојдовме до самиот крај на нешто конкретно со Снежа, прекрасната Снежа. Гледајте, Ете, денеска дознавме зашто на мажите им е полесно од на жените. Дознавме како на нас жените да ни биде полесно, барем ги слушнавме советите какви такви од мажите тука. А дали вие ќе ги имплементирате истите, тоа оставам на вас. Како и да, јас мислам дека денеска супер си поминавме. гледајте не следната недела во 17 часот на Телма. Ве поздравувам. Фала ви уште Фала еднаш. ти, Телма, Се и на релаксирам. вас. Чао. Чао.